И сега веќе ги очекуваме вашите јавувања. 5209-166 е телефонскиот број на кој очекуваме тројца гледачи да им подариме пакет производи од Бекутан за нега и грижа на детската кожа, но и за нега на кожата на целото семејство. Детската витаминска крема, кремата со цинк оксид, нешто како најново од Бекутан, меѓутоа и сите оние производи кои што со традиција ги имаат во изминативе години, кои што навистина се добре дојдени во секое семејство. Значи пакет производи за нега на кожата од Бекутан за тројца наши гледачи. Во очекување на вашите јавувања, да го погледнеме прилогот во кој колешката Тина беше на гости кај семејството Мијалковски. Веројатно веќе ви е познато презимето, да, станува збор за Дарко Мијалковски, кој што пред 5 месеци стана татко на преубавата малечка Леона. И тој и неговата сопруга велат дека има и подобри, има и потешки и полесни моменти во негата и воспитувањето нели на детето, но сепак родителството не треба да се свати како обврска, туку како нешто во кое што за своето дете треба да се грижите 24 часа со посебно задоволство и успех. Семејството Мијалковски доби својата најголема суперзвезда. Леона едноставно ужива во играта со тато Дарко и мама Марија. Сака гости, роднини, сака долго капење, но никако облекување. Еве нешто повеќе од приказната за неа. Првиот момент кога дознав дека Марија е трудна, исто јас се збунив, значи, така, иако очекувавме тоа да се случи, а после така не фати моментот кога дознавме и апсолутно смени се во поглед на нашите понатамошни размислувања. Почнавме да се спремаме за дете и од тој момент веќе почнавме да размислуваме како понатаму ќе го градиме семејството. Едноставно, прво психички не смени, а потоа со тек на времето си дојде новиот член Леона и едноставно на среќата и немаше крај. Јас се трудев и се уште давам се од себе, тука и сопругата тоа да го потврди, значи за сите оние работи кои што се неопходни да бидат завршени заради Леона и за семејството, тука сум значи 24 часа, ако зборувам нешто што не е така, нека каже сопругата. Нема, ја потврдувам. Така е, што е право е, да. Многу ми се најде, многу ми помогна. На првиот месец, два, така ни беше малку тешко, малку затоа што она беше многу малечка. Не беше сега како што е, она роди 2330 грама, значи сепак малечко бебенце. И првите 2 недели, 3 ми помагаа моите родители, родителите на Дарко, меѓутоа после тоа без проблем. Значи јас ја бањав, односно ја држев, Дарко секогаш знае да направи многу добра вода, точно 37 степени. Да. Гаѓа вода од прва, онака ефтена, ужива, обожава, плеска внатре и доаѓа проблем да излезе од вода. Ја вадим од вода, почнува така да не годува, ја плакнеме се, меѓутоа облекувањето е крај. Цела зграда знае дека Леона се облекува. Мислевме дека ќе правиме вакви или такви работи, за детето да не го учиме вака или да го научиме онака. Едноставно децата сакаат и имаат предиспозиција за некои работи, карактерно се такви уште со самото раѓање, така да иако за некои работи велевме дека нема да ја учиме многу да ја држиме во раце, она тоа го бара и ние не можеме поинаку, значи она сака да биде во раце кај мама и тато постојано. Ниту мама Марија, ниту тато Дарко немаат историја на алергии. Сепак се внимателни кога станува збор за храната на Леона. Јас колку што знам за Дарко не, јас не сум нешто алергична, барем до сега не сум била. Сега Леона уште малечка, исто алергии настануваат, нели она мора прво да се сензибилизира или ако е вродено, нели она е предиспонирана за алергии. Меѓутоа, еве почнавме ние малку да поведуваме нели друга храна освен млечната храна, која што е унатиска Леона. Се што внесувам дополнително, се со многу внимание. Значи, прво, ако обушките сега ги пробуваме, и тоа зборувам за лажичка 2. Значи, тоа не е храна, не зборувам за доручек, некој убав или оброк убав. Лажичка 2-3 и тоа обично гледам да го правам са бајле наутро, се со цел да може доколку постои таква, значи алергија, ако она направила алергија на било која од кои продукти од тие продукти што ги давам, да може да се покаже во текот на денот и соодветно нормално да се реагира. Така да сега за сега, во на тоа што сме пробале, зборувам за јаболко, крушка, такви некои овошки,
студото да чукнам се воре сега за сега, да. Значи, еве особена чест не, бидејќи бевте супер соговорници, подарок од нашиот спонзор Бекутан пилени за Леуна и колекција која што барем ние сме растеле со неа Кераци Лон. Фала многу, фала ви, поздрав. Ви? Аре, гледај што добило бебе, И на самиот крај на ова наше денешно утринско неделно дружење, уште едно подсетување за списанието Бебе магазин, тековниот мартовски број на Бебе магазин. На насловната страница имате купон со 20% попуст во продавниците на Адриано, каде што навистина има богат избор на играчки, меѓутоа овој купон можете да го искористите само во месец март. Значи сите оние кои што го немаат списанието, земете го уште неколку дена за да можете да купите со попуст некоја убава интересна играчка токму за вашето дете или пак за некаков подарок. Многу содржини и во овој број на Бебе магазин, нема да имам време доколку почнам сите поединечно да ви ги споменувам, со многу совети, многу кратки информации. Оставам на вас повторно да го имате до вас списанието Бебе магазин секогаш како еден добар прирачник и добар потсетник за сето она за што ќе можеби ќе бидете во дилема, ќе се прашувате дали е вака или онака, прелистајте го, разгледајте го Бебе магазин, тука ќе ги најдете вистински и точни одговори. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Имајте пријатен неделен ден. Гледајте го репризното издание на Бебе магазин и довидување до нашата повторна средба. Пријатно!